Работно неспособен штипјанец. Очајно моли за само 2 кубика дрва. Вели дека досега се уште е без никакво грејење. Па 2 кубика дрва највише, не сакам повише. Ја не сам тај да кажам како некој што има лакоми, дај ми толку, во немам. Тоа барам ја ништо повише, да можам зимото да го прокарам. Па нема на струја да се греам, треба струјата да се плати. Дома штедам од сите страни. Едино само телевизорот ми работи, друго ништо не работи. Екзистенцијалната неизвестност за Ристов е максимална, а досега преживува благодарение на помош од манастирот Света Тројца, црквата, како и што вели хумани луѓе. Кој живеете? Со Господ и Божите светии. Никој друг. Па ги молам сите добронамерни христијани кои што може да им помогнат, барем не сакам пари, јас не сакам ништо повише. Господ ми помага, фала му на него и ме чува. Јас сум верник и ќе останам на сите, тоа го кажувам. Еве, вчера сум се заклнал и у Свети Никола, и у Света Петка, и у Света Тројца. Јас сум верник, ја не тражам кој знае што. Тражам бар малку од малку да ми се помогне. Ристов е со сериозно нарушено здравје, што од вродени болести, што како последица на тешкиот живот, што состојбата дополнително му се комплицира. Јас сум со операции, 4 операции на главата. Со слухот сум оштетен. Со видео сум такоѓер. Еве, вчера бев на лекар. Докторката ми вика, мора да ги сменеш наочарите, вика, намалил септем, вика, видот. Али трудам се колку што можам. Од овие причини, тој и апелира преку телевизија Стар, надевајќи се на итна помош од само 2 кубика дрва, од кои ветува ќе се грее само на вечер. Дење излегува и шета низ градот, бидејќи надвор му е потопло од дома. Молам за помош, премрзнат сум, немам финансии да земам. Ако може некој нешто да помогне, не барам пак многу, ќе речем. 2 кубика највише ако има. Бев, еве пак и повторам, бев на лекар, прегледуваат ми, викаат ти си пролоден. Точно дека сум пролоден. Ја не викам дека не сум. Сите коски ме вртат, сите реуми, така речено. Во меѓувреме, откако приказната на Ристов беше објавена на страницата на телевизија Стар, за само 3 часа неколку кубици дрва благодарение на хумани луѓе се најдоа во неговиот двор. Пресреќен сум и срцето ми е исполнето со топлина како никогаш досега. Благодарам на сите што ми помогнаа и мислеа на мене. Благодарам на тебе, Стар, изјави Јовица.